Време за нашиот прв узремски гостин кој веќе е позициониран во оној дел од нашето студио каде заедно со нашата колешка Оливера имаат интересна тема особено за трудниците, за сите оние кои во овие топли летни денови се во најубавиот период од животот. Доктор Јордачо Иванов, специјалист по гинекологија и акушерство, наш прв гостин. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав до екипата на Алфа и поздрав до гледачите. Така. Аџи Бадем Систина веќе секој петок ни е присутна во нашето студио и се радувам што и вие сте дел од овој голем тим кој што е предводник во приватното здравство во на нашиве простори. Да ве понудиме со кафе, чај или можеби нешто останато? Благодарам, имаме вода, доста е. Одлично, повелете. Да, не избегнуваат, барем овој период, топол период, повеќе се сакаат вода нашите гости. Па добро, да, за рехидратација најдобро е водата. Така. Во секој случај, пошто е летен период. Така, летниот период знае да биде критичен за жените во влажена состојба и колку е се опасни топлите температури за жените што се во моментов бремени? Така, значи летниот период имаме зголемени температури на воздухот и како резултат на тоа имаме и зголемено потење, вазодилатација кај пациентките, што доколку не се менаџира добро, доколку пациентките не се рехидрираат добро и доколку не ја менуваат често облеката, бидејќи се потат многу често, доведува до зголемен број на инфекции. Значи, посебно кај трудниците, кои што се поосетлива категорија. Инаку, инфекциите, значи, како и во останатиот период од годината, кај трудниците може да бидат во форма на уринарни инфекции, понатаму цервиковагинални инфекции, исто така торч инфекциите, кои што се познати, и во овој период исто така се јавуваат доста често и цревните инфекции, значи предизвикани од вируси или бактерии, или од алиментарни интоксикации, како резултат на недобро термички обработена храна или пак како резултат на користење на застоена храна. Во која што се намножуваат вируси, бактерии, да, и потоа настануваат алиментарни интоксикации. Тие се значи најчести во летните периоди. Што им предпочитате да конзумираат кога е храната и колку течности дневно треба да внесува една трудница? Значи, пациентките мора да се рехидрираат. Дневниот внес на течности во лето мора да биде најмалку 2,5 до 3 литра, бидејќи имаме потење, и поголема загуба на течности од телото. Доколку тоа не го прават, пациентките дехидрираат и понатаму може да се јават и посериозни последици по здравието кај нив. Да. Значи со чести колапси, со и така. Да се внимава, да се биде во затворен простор во најтопол период од денот. Па да, значи вака видете, пациентките во принцип во лето треба да бидат помирни. Значи не треба многу да шетат, не треба да бидат многу изложени на сонце и не треба да идат на далечни дестинации. Да, летото е пред нас и... Да, тоа е примамливо, многу е интересно, луѓето сакаат да шетат, меѓутоа сепак бременоста е една друга состојба кај што пациентката треба да биде помирна тој период. Значи не се баш многу препорачливи шетањата за време на лето на пациентките и одењето по одмори. На море, например? Убаво е на море, но дали е безбедно да се бања во море? Значи, убаво е на море, меѓутоа мислам дека попаметни се дестинациите каде што се посвежи температурите, како што се нашите езера, да кажам, и планините. Бањање во море, значи пациентката може да влезе во море. Да, меѓутоа не може да замава многу со рацете, не може да плива. Треба да внимава на сето тоа. Друга работа на која што треба да внимаваат е периодот кога може да бидат изложени на сонце. Значи периодот од кај 12 до кај 5 попладне, кога е многу жешко, не би требало да бидат изложени на сонце, ради тоа што го спомнавме претходно, може да доведе до колапси, до дехидратација и така натаму, сончаници. Друга работа, гледаме ние деновиве, сега случајно слушнав на вести вчера, дека во земјава се утврдени некои екзотични тропски болести, како што е денга треската, како што е маларија, исто така нилска грозница. Значи пациентките да не бидат во апсолутно да не патуваат на далечни дестинации каде што може да донесат и некоја така поекзотична болест која што прво може да има проблеми
да се диагностицира, а потоа и да се лечи. Значи може да се испушти тука работата и да настанат и повеќе кобни последици. Да по бидеме трпеливи барем во овој период. Значи, за време на бременоста пациентките треба да внимаваат и да патуваат на блиски дестинации. Значи не треба да одат премногу далеку, не треба премногу сати да поминат во патување. Ради самата циркулација, сите да работи се пореметени. Јас би сакала само, бидејќи на почетокот ги споменавте инфекциите, кои што верувам дека не се само во овој топ летен период, кога се високи температурите, туку на вакви инфекции се изложени веројатно и во другите годишни времења. Според вас, дали секоја трудница, односно ова важи и за секоја жена, треба на своја рака да користи терапија, како што да речеме дома сите имаме аналгин или парацетамол за да ни се најде, нели? Па по потреба самите одлучуваме кога што да се напиеме, дали користењето на вагиналети на своја рака, да речеме, може да и наштети на жената. Видете, инцидентно и акутно, доколку пациентката не може да појде кај својот гинеколог или е далеку, значи, може би и самата ќе проба. Меѓутоа, најчесто пациентките имаат телефони од своите гинеколози. Може да се консултираат. Значи, според тоа каков тип е инфекцијата ќе кажат на докторот, ќе објаснат. Значи, докторот ќе може да им предложи некоја терапија. Најчесто денеска пациентките се во контакт со своите доктори, така да во главном не земаат на своја рака терапија, да. Да. Сега, каква облека треба да носат трудниците во овој период? Значи, треба да носат полесна облека, памучна облека, да не носат синтетска облека, бидејќи синтетската облека, нели, со потењето, може да предизвика развој на инфекциите. Памучна облека, лесна облека, да бидат под сенка повеќе од времето, значи да не бидат изложени на сонце. Костимите за капење, значи да бидат суви, кои ќе излезат од вода, да не стојат со влажен костим подолго време, бидејќи тоа е подлога за развој на инфекциите. Затоа што во бременоста, значи доколку дојде до развој на цервиковагинална инфекција или уринарна инфекција, можеме, доколку е рана бременост, да настане спонтан абортус од самата инфекција, а доколку е поголема бременоста, може да доведе до прскање на околуплодовата вода и со самото тоа до прекин на бременоста. Така. Да. Посебно кога ги споминавме одморите, бањањето, капењето, базените не се препорачливи, претпоставувам. Па не се препорачливи затоа што се затворени води, па дури може би и јазерската вода, затоа што се затворени и имаат повеќе значи бактерии и останати причинители кои што може да направат некои проблеми. Но, да. Затоа кај вас во Сестина имате одлична можност, а сега нудите и пакети кои што се добредојдени за сите идни мајки. Така. Значи, во однос на инфекциите, сакам да кажам, значи, ние во Сестина имаме прекрасна лабораторија микробиолошка, во која што имаме една докторка која што многу ревносно си ја работи својата работа, која што постојано, кога ќе добиеме резултати, во комуникација со гинеколозите и со останатите хирурзи или останати доктори. И кога имаме позитивен резултат, стално се договараме заедно за терапијата, за новите можности за терапија, за тоа што е модерно или што треба да се употреби и така натаму. И околу пакетите да спомнеме, значи имаме во моментот, ние стално имаме некои акции за пациентите. Во моментот имаме паралелно два пакета, еден пакет од претходно кој што нуди многу бенефиции за породувањето на пациентите и за текот на бременоста, за контролните прегледи што се прават. А сега имаме уште еден пакет кој што цените се доста спуштени, одамна вака не биле спуштени, кој што ќе трае до септември за спонтано породување и за царски рез. Значи цените се така доста атрактивни, пациентите може да ги погледнат на сајтот, да се јават, да прашаат и така. Тоа значи дека ако се ваши пациенти и им ја водите бременоста, добиваат Нашите пациенти секогаш имаат бенефиции без разлика. Да. Значи тие што се редовни пациенти, нормално дека не може секогаш да плаќаат, не може имаме ние ред некој како треба да се третираат нашите пациенти, меѓутоа важи акцијата за сите пациенти, попустот во моментот е доста голем. Да, инаку нашите пациенти се секогаш привилегирани.
Јас ќе ви се заблагодарам и верувам дека ќе донесете на свет многу бебиња ова лето. Па се трудиме, да. И до крајот на годината, бидејќи навистина ни е потребен наталитетот во земјава и Апсолутно. благодариме што постоите. Бројките се многу лоши последните години, значи со годишни падови до 1000 бебиња. Моментално мислам дека прошлата година ние отприлика последните, да речам, 10 години се движевме со бројки околу 20 на 22.000 бебиња. Мислам дека последната е 17.000 или 16.000 и нешто. Значи морталитетот веќе го надминува наталитетот и ние фактички сме нација во изумирање, што е многу лошо. Треба да се стимулира наталитетот, меѓутоа за тоа треба да се стимулират и младите брачни парови со многу бенефити од страна на државата. Има ли зрели парови кои што сакаат и во поодмината возраст да... Има. Има се повеќе и тоа што ме радува, многу од пациентите значи одат на трето, четврто дете, што така порано не беше секојдневно, меѓутоа сега да, има луѓе што сакаат повеќе детни семејства и тоа е одлична Нема ништо работа. побаво од тоа. Да. Ви благодарам што бевте дел од утринската на Алфа, ве чекаме повторно. Ви благодарам и вам. Благодарност и во мое име. Убаво е да се слушнат овие податоци, особено последните, дека постојат брачни парови кои се за многодетните семејства, со тоа секако придонесуваме и кон зголемување на наталитетот.